Јас сум убеден дека потенцијалот кој што го има Лозово само да биде растеретен од ова банда која што постојано си во овие години оправуваше во координација со централната власт, манипулирајќи го целиот народ во Македонија, најмногу овој на Лозово. Со овие субратарој инвестиции, со 20.000 крави, со инвестиции во индустријски зони, буквално и не знам како имале образ воопшто да кандидират своји луѓе овде и доаѓат да барат повторно поддршка во Лозово. Но нашиот народ памти и нема да заборави. Сметајте на нашата поддршка за реконструкција на овој дом на културата, за изградбата на детската градинка, за развој на туристичката област близу Браната, која што ни е овде ветување во програмата. Сметајте за нашата поддршка за урбаната инфраструктура, асфалтирањето на секаде барем по 3-4 улици во сите населени места, за да видат луѓето дека живееме во 21. век. Комплетна поддршка за вториот цевковод за секундарната мрежа, за да нема повеќе проблем со водоснабдувањето во општина Лозово. Да работиме на развој на канализационата мрежа. Овде се произведува храна и мораме да работиме и на канализацијата и на депонирањето на сметот. Тоа е заради сегашните и идните генерации. Ние нема никогаш повеќе да ги делиме граѓаните. Никогаш нема да им се закануваме на граѓаните. Ќе бидеме нивен сервис, ќе им служиме понизно, заради тоа што граѓаните дават глас, граѓаните зимат глас. И на вас, земјоделците, ќе имате целосната моја поддршка, за да секој земјоделец вади за достоинствен живот од обработката на земјоделското земјиште. Ви гарантирам дека повторно Овче Полието и Лозово и Свете Николе, но и Струмица и Пелагонија ќе имаме горди земјоделци, нешто ќе ве поддржиме со субвенциите, туку тие ќе растат. Еве не за неполни 4 месеци имаме само за Лозово и Свети Николе пуштено повеќе од 67 милиони денари субвенции. За цела Македонија повеќе од 68 милиони евра пуштено пари за субвенции. Ме поканувам на 15 октомври, без било каков страх, без било какви резерви, директно со вашето чувство во градите, во душата, во срцето ваше, да си гласате онака како што мислите дека е најдобро за Лозово. Нашиот кандидат за градоначалник и нашата советничка листа го носат бројот 19. Со гласањето за бројот 19, повеќе од јасно како дене, дека ќе го вратиме конечно животот за сите во општина Лозово во Република Македонија.